ништо не е готово. Блажевски од голема далечина за тројка, не погодува Блажевски и тука завршува овој надпревар. Играчите на Работнички веќе нема ни дан прават прекршоци. Ќе ја задржи до крај топката тимот на МЗТ Скопје. Конечниот резултат е 89-83. Освен ако нема лична грешка за да продолжи овој дуел, мислам дека ќе треба да се доигра уште една секунда, но во секој случај најдобро е се да завршиме како што треба и погледнете сега Саздов и Линдзе во директна пресметка на директните актери на теренот. Ова е нешто што не смееше да се дозволи, интервенира веднаш полицијата, ги разделува кошаркарите. Приоритет е да биде се најдобро завршено на овој меч и на трибините Линдзе и Симоновски, ако не се лажам, или потоа Саздов. На крајот еве и полицијата интервенира каде што се наоѓаат навивачите на Работнички. Доаѓа повторно до судир. Значи не може да мине ниту еден надпревар без барем мал инцидент. Мислам дека секој се заврши најдобро откако добија пендраци неколку од навивачите на Работнички. Потоа се повлекоа за моменти полициските специјалци. 89-83 е резултатот од овој надпревар, плюс 6 за тимот на МЗТ Скопје, освен ако судиите не побараат да биде доиграно на една секунда, затоа што мислам дека беше покажана лична грешка од страна на Маријан Мицевски, а можеби најдобро е сега се да се заборави, да се повлечат играчите на едниот и на другиот тим во соблекувалните, за да може полицијата да ја заврши најдобро работата и се да мине во продолжение од овој надпревар во најдобар ред. МЗТ ја забележа втората победа над Работнички во оваа полуфинална серија, израмни на 2-2, па сега за противникот на Фени Индустри во финалето од плейофот ќе се решава среда во салата Јане Сандански во Мајсторка. Се повлекоа и судиите со полициска асистенција. На крајот джентлменски однос на дел од актерите на теренот се поздравуваат на средина на игралиштето. Ова е веќе време, ние полека да одјавуваме. Заклучокот го слушнавте во оваа четвртина, 23 коша на Работнички, додека пак 25 постигна тимот на МЗТ Скопје, но се уште продолжуваат овие кошкања, иако велам дело да актерите на теренот и си подадоа рака. Има многу полиција внатре, надвор од салата, специјалци, редари, припадници на полициските сили. Не може ако не е така, без оглед колку и да делува грдо кога ќе се влезе на спортски надпревар да има толку публика, но не е возможно едноставно да биде поинаку. Мислам дека има и некој трето полувреме во потрибинскиот простор. Се повлекоа кошаркарите на МЗТ Скопје, тоа е најдобро. Па потоа ќе одат и играчите на Работнички на туширање. Ќе биде тензично, ќе биде интересно на теренот и надвор од него.